почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитуван народе македонски. Пред нас е законот за додадена вредност и одма на почетокот да кажеме не станува ништо збор за друго, освен за зголемување на ставките на данокот на додадена вредност со цел полнење на празната буџетска каса. Значи, буџетот е празен, во буџетот недостасуваат средства и во такви околности владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ посегнува по зголемување на даноците. Покрај тоа што се воведуваат оваа година нови даноци, тоа е, например, солидарниот данок, еве сега гледаме дека нов инструмент, постоечките даноци се зголемуваат и тоа ни повеќе ни помалку онаму каде што постои тесна врска помеѓу животниот стандард, помеѓу најсиромашните, најзасегнатите со данокот на додадена вредност. Зашто го кажувам ова? Дел од повластените ставки, особено внимавајте, делот за прехранбени производи од 5% ќе оде на 10 или на 18% зголемување на данокот. Ова е сериозен удар врз граѓаните на Република Македонија, затоа што знаеме дека огромен број на граѓани на државата се сиромашни. Сиромаштијата во државата притиска на сите можни начини и секаде. Луѓето едва и преживуваат. Во такви околности, луѓето едва и врзуваат крај со крај. Сите пари што ги имаат, ги користат или за енергија, ги користат за прехранување на своите семејства, ги користат за основните животни потреби. И една ваква расипничка влада, предводена од ДУИ и СДСМ, ни повеќе ни помалку удира овде. Удира на трапезата на сиромашниот македонски граѓани. Ова нема да ги погоди ниту богатите, ниту олигарсите, ниту политичарите кои ја водат оваа држава, ниту владата. Ова ќе го погоди македонскиот граѓанин. Затоа што станува збор за трапезата, станува збор за основните животни продукти, за храната. Значи, оваа влада ќе ја скапнува храната во ситуации кога храната вртоглаво расте, производ на инфлацијата, производ на неспособноста на оваа влада да се справи со инфлацијата, да воведе ред во државата во однос на економијата, дополнително ќе ја загрози ова што се работи денес во парламентот. Значи, можеме да очекуваме уште полоши денови за сиромашниот македонски граѓани. Затоа што се удира на трапезата. Законот се носи по некои специфични лавиринти низ Собранието во Комисијата за европски прашања по скратена постапка и јасно е дека и овој данок, како и сите останати кои се менат и се зголемуваат, власта не сака ни подразно да разговара, да дебатира, да се најдат најдобри соодветни решенија, туку на брза трака, истите да бидат ставени во функција на владата, односно во функција на полнење на буџетот пред избори. Ништо друго. Трагично е една реченица која стои во самиот закон. Имено, донесување на предлог на законот за изменување и дополнување на законот за додадена вредност по скратена постапка, внимавајте, со оглед на тоа што овој закон е поволен за даночните обврзници. Истиот ќе се носи по скратена постапка. Што е поволното во овој закон, почитувани граѓани на Република Македонија, што владата ќе ја скапнува храната, што многу производи ќе се скапнат за 5, односно ќе се скапнат од 5 на 10% данок на додадена вредност,
а многу повеќе ќе се скапнат од 5 на 18%. Што е поволното во овој закон? Ова е крајен сарказам. Ова е дно во политиката. Владата сака да го убеди македонскиот граѓанин, македонскиот гласач, дека е добро што ќе скапнат даноците во државата, што ги покачуваат даноците и тоа што храната ќе е поскапа. Што е доброто овде? Ви се молам, и што е доброто во овој закон? Ова е дно. Ова е веќе играње со сите можни човечки достоинствени однесувања. Но ова мора да има реакција. Некој не убедува дека тоа што ќе имаме поскапа храна ќе ни биде многу поубаво. Ви се молам, срамота. Трагично во овој закон е што се носи, а не знаеме за што се носи. Над 4000 прехрамени производи, никој не знае кој ќе биде во едната група, кој ќе биде во втората група. Владата немала ни време да направи список на кои производи се однесува во овој закон. Затоа што имаме две ставки. Барем да излезеше со список, ова ќе се качува од 5 на 10%, ова ќе се качува од 5 на 18%. Дури и ова не е направено. Отпосле ќе се прават калкулации, пазарења, мито, корупција, некој ќе подаде, нема да подаде, ќе му скапне производот или нема да му скапне производот во малопродажба. Значи, самиот закон по себе е само виза за скапнување. Сето останато ќе си го регулира владата со подзаконски акти. Ова се носи во крајно лоши состојби во државата. Намалена наплата на ДДВ. Воопшто да не чуди. Во државата се она што може да излезе, излегува и ја напушта државата. Во државата веќе снемува луѓе. Сериозна бројка на македонски граѓани ја напуштаат државата. Нема веќе кој да ви плаќа даноци. Зошто не размислиме каде оди оваа лоша политика, каде оди оваа беззаконие, каде води оваа анархија? И тоа што е планирано не може да се оствари, едноставно нема луѓе, нема кој да плати во оваа држава данок. Намалена е куповната моќ. Ви реков, луѓето се посиромашни, живеат бедно, се чудат како да сврзат крај со крај, а ние, место да и помогнеме на граѓаните, им ги зголемуваме даноците, и тоа данокот на храна. Спроти ова, едноставно се отвара широка врата за се доразвие сивата економија или така наречената нерегулирана економија. Сериозни бројки од сите институции, 1/3 до 1/4 од економијата, ние во сива економија. Тоа во пари значи некаде од 2,5 до 3,5 милиарди евра се надвор од економските токови. Тоа значи дека на овие пари не се плаќа даноци. Дека ова се црни пари, дека ова се пари кои се користат за шверц, за плати во плико, за работа на црно, матни бизниси, криминал, што ли не. Место овде да удри владата, место да се регулира државата, да се среди економијата, милиарди евра се во прашање. Државата удира на трапезата на честниот македонски граѓанин. Жално е на овој начин да се води економијата. Во состојба кога потрошувачката кошничка ни стигна 50.000 денара, најголем дел од таа потрошувачка кошница, храна и енергија. Овде владата промашува и со енергијата и со храната. Енергијата едноставно не послушавте, не намаливте акциза, не инвестиравте во енергија. Во храната состојбата е катастрофална. Нема земјоделие во државата. Вака не оди, мора избори.
Реплика